Слободата на изразување, сите знаеме дека е проект на владата на Република Македонија и тој проект го спроведуваат преку судската фела, да го остваруваат преку судската фела и за жал преку новинарите кои што се нивни полени. И сега, еве Геро го начна тоа и Саше, дека сега се соочуваме со тужби од, ја не можам да ги наречам колеги, нека простата, ама не ми се колеги, за смешни работи, луѓе кои што клеветеле, пишувале најгнасни работи за нас, ама сме се заветиле, ја барем, дека никој пат нема да ги тужам, дека нигде во свет нема тужење новинар со новинар. И сега тие луѓе, како Ивона и Латас, се дрзнуваат да тужат за душевна болка, што сме известиле од таков од јавна пресконференција за милионот на тендерот милионски на Ивона, дека со тоа што сме пренеле, сме и нанеле душевна болка, дека фотографијата со аудито, не знам што беше тој джипот Ауди или што ја не се разбирам од тоа, не е неизин, па сега ние треба да одиме, а знаејќи ја колку е Итра, може на 5 пати да го промени името и да се занимаваме со нив. И ја мислам дека тоа они само им ја вршат работата на владата. Да не уплашат, да не замолчат, они им се инструментот. Не им е битно на Латас и на Ивона до мислењето во јавноста дали се они вакви или такви. Знаат они за себе какви се. Важно е да се заврши тоа што им го дале како задача од Центарот за комуникации на владеачката партија. И јас, за разлика од Геро, не знам, мислам дека нема до толку, валјда до толку не забегале судиите, па да... Ама гледајќи го случајот со Фокус, се е можно. Ја прво размислував да не земам да не доаѓа адвокат со мене, бидејќи такви личности не заслужуваат ни да ангажираш адвокат да те брани. Но сепак не ја познавам таа процедура и на Медарски му благодарам, он секој пат ке има доста работа, ама нема да престанеме да ги... Да, имам тужба од Латас и дека иронично сум го нарекувал професор доктор. Па он има титула професор доктор. Како он знае дека во текстот јас сакам да направам иронија со тоа? А да, правам, еве. Волено е да правиш иронија. Ама не, еве искрен сум. Да, правам иронија. Па ќе одговориш. Еве и премиерот сега призна дека на приватните факултети се штанцаат дипломи. Што правиме сега? Волено е дури навредливо да говориш пред законот. Па даде, не, јас само сакам да кажам тоа, дека нема да не замолчат со такви работи, ама сега ќе губиме време, ќе одиме во судници, ќе го малтретираме Медарски, ќе се занимаваме со тоа, наместо да се занимаваме со истражувачко новинарство. А целта на владата е тоа да го нема. Не е на Мјалков, он е заштитена личност број 1 у државата. Не е ова со Фокус прва пресуда. Он само што стапи на функција, прв човек на УБК, на Канал 5 тогаш бев, направивме профил кој е новиот човек на УБК, во кој што беа цитирани извадоци од други медиуми од претходните години, што се случувале работи околу него, што му подметнале бомба под автомобилот и не знам,
зошто му е даден отказ од Министерството за одбрана и слични работи кои што веќе биле со години пред тоа објавувани. Бевме тужени колегата што Арсич што го работеше тој случај, тој профил и јас. Јас да бидам искрен бев на одмор, ама секој пат стојам за тоа што е направено. Го погледнав и видов дека е строго професионално направено, цитирано од дневникот, таа дата објавиле вака. Значи, направиле еден професионален профил на Мијалков. Не правеле приватен профил дали има швалерки или нема. И на крај, исто беше новинарот казнет 5000 евра, со образложение никакво. И он тие 5000 евра, исто случајот, исто беше, финтата негова беше иста, дека ќе ги даде на децата без родители. Така да, мислам дека он едноставно не ќе ја има контролата и врз судот и врз медиумите и сака што помалку да го има. Не знам сега ако Фокус го осудија за ова, што правиме со истражувачката сторија за него, што ја објавија овие тројцава новинари, тоа е проект што го поддржува Европската Унија, во кој што има фрапантни податоци за неговите бизниси и врски на острови и сегде. Тужили за тоа, не знам.